НАТО практично е сојузништво што се бори за мир, ама и почива на принципот сите за еден, еден за сите. Мислам дека е најдолгата алијанса во историјата на човештвото и мислам дека како светот станува непредвидлив, толку повеќе ќе ни треба НАТО. Главната поента на Столтенберг во обраќањето на заедничката сесија на Представничкиот дом и Сенатот во Конгресот денес беше ризиците ни се непредвидливи, меѓутоа имаме решение за сите ризици, а тоа е НАТО алијансата. Во Конгресот се срегавате со сенатори, конгресмени, со висши представници од оваа администрација. Колку се реални прогнозите за брза ратификација во Сенатот? Денес пред настанот овде во Atlantic Council повеќе think tankoви се во организација на NATO Engages. Имав кратка средба со сенаторот Крис Марфи, кој што е голем поддржувач на нашиот файл, на нашата приказна, на нашето зачленување во НАТО. Мислам дека има и од страна на републиканците и од страна на демократите силна поддршка и ентузијазам дури овој процес да оди брзо. Тоа што администрацијата веќе го пренесе прашањето, предметот во Сенатот, и тоа за прилично брзо време е голема работа. Мислам дека нашиот план да станеме полноправна членка до самитот на НАТО во Лондон во декември годинава е реален. Дали има потреба од некое поголемо лобирање за забрзување на процесот на ратификација во другите земји членки на НАТО? Мислам дека има чувство на можност да се заврши една важна незавршена работа. Сите знаат дека ние многу долго време чукаме на вратата, подготвени сме, делиме товар, меѓутоа треба да делиме и бенефиции. Имаме до сега 9 ратификации. Јас разговарав со неколку колеги денес, со Словачка ќе оди прилично брзо, Норвешка слушам, Полска се видов со министерот. Мислам дека добро ни оди динамиката и дека ќе успее планот за декември. Освен привилегии и бенефит, има и обврски самото членство. Колку Северна Македонија е подготвена за целосна партиципација во заедничкиот буџет или како што најави подпредседателот Пенс со 2% од буџетот за одбрана, реални ли се очекувањата 2024? Ние веќе имавме во 2008 на самитот во Букурешт околу 2% од бруто домашниот производ беше фокусиран на инвестиции во и трошење во одбраната. Како влада имаме политичка заложба секоја година за 0,2% поени од бруто домашниот производ да додаваме во одбраната. Бевме малку под 1% кога влеговме на оваа служба. Сега сме негде 1,20%. Тоа ќе се качува и мислам дека многу реално и ние сме цврсто стоиме за таа заложба, дека ќе успееме да го достигнеме тој праг од 2% од бруто домашниот производ пред или заедно со сите други сојузници 2024 година. Министре, ви благодарам за разговор. Благодарам на можноста.